председателке, поштувани колеги, тешко е да се продължи после ваква пауза, меѓутоа она што не работа мора да го сработиме. Јас ќе бидам кратка и може би ќе бидам зголезна бидејќи минатата година на истиот начин го започнав својот говор, дека немав намера да се јавам. И минатата година на истиот начин кажав дека не може да се воздржам на една изјава од еден советник од ВМРО-ДПМН, кога ми кажа дека ние како опозиција не ги гледаме капиталните проекти кои што се изградени по градот, односно не ја гледаме, ќе го цитирам, ако ми дозволите. И забележа на индекска дека капиталните проекти на ВМРО-ДПМН и коалицијата не се гледаат од страна на опозицијата. Капитални проекти како што се касарната, 53 улици, реконструиран градски пазар Црнмост. И подсети дека по претходната седница беа донесени развојни програми каде пишува колку средства се предвидени за стадионот за оваа година. Но ова прашам, што ќе се направи со 10 милиони за стадионот во 2014 година? Дали ќе бидат само супертувалните, а на тоа ми одговорија дека размислувам како член на СДСМ. Почитуван колега Хаджиевски, многу ми е драго што е присутен градоначалникот и може би сега ќе свати зошто ние како советници прашуваме зошто не изграден стадионот, бидејќи вие на претходната седница на Советот, каде беше гласан буџетот за 2014 година, ви кажавте дека дел од стадионот ќе биде реконструиран. Може би јас не живеам во Битола, а може би вие не живеете, јас тоа на стадионот не го видов. Али пред малку самиот градоначалник ми кажа заради кои проблеми тоа не е направено. Може би требаше се консултирате со него, пред да ми го кажете ова. Понатаму. Значи, не сакам да ви замарам, меѓутоа некои работи морам да ги цитирам, бидејќи се кажани лично од вас. И уште една работа. На таа седница јас не разговарав од оваа говорница како представник на СДСМ. Јас сум представник на ВМРО Народна партија, меѓутоа најмногу од се сум граѓанин на општина Битола. И тогаш ви го кажам тоа, ви го кажувам и сега. Значи да цитирам. Оваа година развојните програми изнесуваат 342,5 милиони денари и овие средства директно ќе бидат инвестирани во изградба на улици, патишта, реконструкција на мостови, пречистителни станици, колектори, реконструкција на депони за отпад, нови капацитети за водоснабдување, капацитети во енергетиката. Земјиштето во поранешната касарна е дадено во владење на општина Битола и на истото во изминатите 2 години е започната изградба. Владата на Република Македонија во Битола тоа земјиште го даде на општината за да создава нови домови. Со вака планираниот буџет се завршува фазата на поставување на инфраструктурата во областа касарна, за која во 2005 година со доаѓањето на ВМРО-ДПМН на власт немало никаква визија. Тогаш ме запрашавте дали во владењето на СДСМ се сеќавате на барем една асфалтирана улица. Пак ќе нагласам, многу ми е мило што е присутен градоначалникот, да јас ќе го прашам дали почитувам градоначалник, вие во времето на СДСМ те покалат. Може би јас сум млада, меѓутоа не сум толку млада да не се сеќавам дека имала асфалт. Значи, вашиот советник кажа дека со овој буџет ќе биде завршена касарна, а сега разговараме за кредит кој што ќе биде земен за да се направи инфраструктурата во касарната. Сметам дека ниедна од овие мои реченици не се лага, бидејќи ова е официјален документ, односно записник од претходната седница. Исто така, морам да ви нагласам дека може би во 2005 радев сме покал, меѓутоа почитуван колега денес околу факултетот во самиот објект каде што беше поранешната касарна, студентите одат покал. И знаете што, така ќе одат и уште малку подолго време, јас мислам најмалку уште една година, заради тоа што нема да се започне со реконструкција и ако се започне, односно ќе се започне, меѓутоа за тоа ќе треба време. Значи, во 2014 година студентите одат покал. Што се однесува на капиталните проекти, и за оваа година јас не гледам дека ниеден од нив е
завршна фаза, а тогаш да ги посочи стадионот, затворениот базен, копанки и црквата. Значи, уште еднаш ќе нагласам, станат само заради тоа што овие податоци ги добив од координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМН. Благодарам.